Денес во просториите на Фудбалската федерација на Македонија се одржа состанок помеѓу раководството на ФФМ и 10 прволигашки клубови. На состанокот присуствуваше и доктор Жарко Караџовски, председател на Комисијата за заразни болести. На состанокот се разговараше за протоколот за тренинг и одигрување на надпревари, кој Фудбалската федерација на Македонија го изготви, а Комисијата за заразни болести го одобри. Овој протокол ќе стапи на сила доколку фудбалската сезона продолжи, но ќе важи и за почетокот на следната сезона. Во протоколот е прецизно наведено како клубовите ќе треба да тренираат, и тоа во 3 фази со вкупно траење од 21 ден. Потоа предвидено и како ќе се организираат надпреварите. Целиот простор на кој ќе се одржуваат надпреварите ќе биде поделен на 3 зони. Првата зона е наречена црвена, во која ќе смее да бидат само играчите, службените лица на клубовите, судиите и представниците на ФФМ, како и најмногу по 2 фоторепортери и собирачи на топки. Во оваа зона ќе биде и брзата помош, просторот за антидопинг и најмногу 5 полицајци. Втората, односно златна зона, ќе биде сместена на трибините. Таму ќе може да бидат присутни раководствата на клубовите, односно 6 представници на домашната екипа и 4 на гостинската, противпожарната служба и најмногу 4 новинари и 7 полицајци. Третата зелена зона ќе биде околината и пристапните падишта до стадионот. Таму ќе може да бидат присутни само 7 полицајци и 5 луѓе од продукцијата која ќе врши директен пренос од надпреварот. На состанокот беше истакнато дека Фудбалската федерација на Македонија за тестирање на играчите пред евентуалното продолжување на сезоната ќе добие донација од 400 тестови од Институтот за јавно здравје. Фудбалската федерација на Македонија и клубовите се уште немаат одлучено дали ќе продолжи сезоната. Во моментов се разгледуваат 2 опции: продолжување на сезоната по скратен систем или комплетно прекинување на првенствата.